Здраво, јас сум Марија и сега ќе ви прочитам неколку стихотворби што мене ми се најсмешни од книгата Мали уласи уште по нешто. Чевлите се жалат. Чевлите се жалат на лутени ептен, што нозе в грло им пикаат везден. Па зар се бута нога некому во уста, таа човечка некултура пуста. Но и потешка чевлите си имаат мака, штом некој да им врза јазик сака. Затоа се тивки, но се гледа јасно, дека баш би се развикале гласно. Во невете нема никаква омраза, ама ранички прават одмазда. Фоки и фиоки. Морските фоки во длабоки води чуле дека постојат некои фиоки. Се думаат сега, заберот се мислат, за роднини нови со име многу слично. Дружипчиња мези фоката си вели, дека со фиоки роднинство си дели. Што ли е слично меѓу фока и фиока? Тешко е да најдеш каква го да врска, бидејќи можна мека е секоја фока, а фиоката е тврда, потврда од трска. Но ни една фока нема да си прости, ако кај фиока не отиде на гости. Епохално откритие. Еден научник со светска слава смислил нешто со мудрата глава. Понесен од нешто што го копка, решил агол да најде во топка. Верува дека откритието посебно, на човештвото ќе му е потребно. И долго го мачи таа дилема, оти во топката агол нигде нема. Ама една ноќ таа глава мудра реши до зори да си бдее будна. Па прозорецот го отвори ширум за да гледа во звездите простор. И така се до зори би било, ако тешкото прозорско крило од пробивот на треснало силно, одеднадеш од страната десна, да главата мудра јако ја тресна. А кога нешто в глава ќе тресне, се знае дека и џумка ќе никне. И допирајќи ја научникот ќе викне, еве конечно пресврт нагол, на топката и најдов агол. Глупаво прашање. Ја прашале зебрата дверчињата други. Што се запнало што везда носиш пруги? А таа кресна не бере влече тешка кола. Па нема билки да се шетам гола. Забна хигиена, една птица слета како на слон, врз долната усна на нилскиот конј. Фрли поглед натре кај што се наби, па го праша, миеш ли ти заби? Миење заби. Што ќе мие тоа? Прашал тој, а таа му рекла ова. За малку ќе умре во тој мирис див, ме утепа со тој конјски здив. Конјски? А? Конјски здив.